Мајката Ира Бабич Стефанов препознала дека нејзиното девојче има проблем со читањето и пишувањето на крајот на првото полугодие во второ одделение, кога повеќето деца ги совладуваат овие вештини. Веднаш побарала помош од Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, кој им помогнало да ја утврдат состојбата. Главниот проблем, она што ни иницираше, она што ни укажа, беше читањето. Значи, детето е интелигентно за многу работи. Несватливо беше дека не може да поврзе две букви во зборче, или пак, например, буквата Н, која што е можеби првата буква која што ја научила поради незиното име, да не може да ја прочита вистински во зборчето. Меѓутоа, состојбата на ќерката на Ира не е реткост во Македонија. Според истражувањето на Сдруженијето Ајнштајн, дислексичари се 12,2% од средношколците во земјава. Дислексијата представува потешкотија во читањето, пишувањето и разбирањето на тоа што се чита. Мозокот кај дислексичарите различно го процесуира пишаниот и говорниот јазик. Например, за нив е проблем да ги изговараат меките согласки како буквата Л. Наместо слон читаат сон, или наместо глава читаат гава. Ги кратат зборовите, наместо дно читаат до. Ги менуваат буквите, например Б во Р, па наместо баба читаат бара. Лицата со дислексија размислуваат во 3D, многу им е полесно, за нив читањето кое што спаѓа во 2D димензија е неинтересно, нема слика, нивниот мозок размислува сака веднаш зборот што го гледа, што го осознава да го претвори во слика, бидејќи самиот мозок така работи. Децата можат полесно да ги совладаат вештините на читање и пишување ако дислексијата се препознае што порано во процесот на образование. Искуството покажува дека образовниот систем потврла во препознавањето на ваквата состојба и родителите кои најчесто први ја детектираат, самоиницијативно бараат стручна помош која неретко приватно ја плаќаат. Сдруженијето се формираше за да овозможи едукација на наставниот кадар, кој што во текот на своето образование не ја изучувал дислексијата како состојба. Во голем дел успеваме и во тоа, меѓутоа треба поголем период да помине за да успееме сите наставници да ги информираме за дислексијата и да поминат на некој начин, дали тоа ќе бидат обуки, тренинзи или семинари за дислексијата и потешкотиите во учењето. Министерството за образование ги прави првите чекори да им помогне на наставниците и во тек е изработка на приручник за наставници и психолози. Министерството за образование и наука преку Бирото за развој на образованието работи на обучување на психолозите, но и на наставниците во образовниот систем, за да можат рано да детектираат дислексијата како состојба кај ученикот. Во Македонија во моментов има само 4 тренери за дислексија. Дислексијата е доживотна состојба, но ако се применуваат навремени техники и методи на учење, тешкотиите се надминуваат.